Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на книгата Псалми. Сметам дека е потребно да одвоиме малку повеќе време при обработката на првите два псалма, бидејќи истите се еден вид на вовед во самата книга. Како што спомнав претходно, сите псалми се поврзани на еден или друг начин од таа гледна точка што сите се однесуваат на Господ Исус Христос, а и на оние кои му веруваат и оние кои не му веруваат. Како што можевте да забележите од претходната епизода, во Псалм 1 ни е опишан благословениот човек, односно оној кој не само што размислува за Господовиот закон, туку и го применува во секојдневието. Сега доаѓаме до Псалм 2, кој според својата содржина е првиот месијански псалм во оваа старозаветна книга, а и е псалм кој е цитиран во Новиот Завет. Оваа старозаветна песна се цитира на 6 места во Новиот Завет, во Дела, глава 4 и 13, во Послание до евреите, глава 1, а во Откровение, глава 2, 12 и 19, се цитира индиректно. Во воведната епизода за книгата Псалми, спомнав дека постојат псалми кои се месијански по својата содржина, затоа што се однесуваат на доаѓањето и мисијата на Господ Исус Христос. Такви се 16 псалми од оваа книга. Но, како што кажав претходно, сметам дека сепак сите псалми се однесуваат на Господ Исус Христос. Во Псалм 1 читаме за благословениот човек, а во Псалм 2 имаме контраст и читаме за бунтовникот. Тука ќе дознаеме повеќе за човековата побуна против Бог и како таков, овој текст е во некои аспекти сличен на она што го наоѓаме на почетокот од книгата Битие. Иако човекот беше совршено создаден, сепак тој одлучи да се побуни против Бог, да живее во непослушност кон него и да го практикува гревот. Сите Адамови потомци го следат патот на својот прататко и токму тоа ќе го забележиме во Псалм 2. Самата песна е многу интересно напишана, бидејќи го менува кадарот помеѓу две така наречени локации – земјата и небото. Кога ќе почнеме да го читаме, сакам да забележите како авторот на оваа песна зборува за луѓето, па потоа го насочува вниманието кон Господ. Потоа пак зборува за луѓето, па повторно го насочува вниманието кон Господ. Мислам дека неговата цел е да ни покаже не само како луѓето му пристапуваат на Господ, но и што Господ мисли за нивното бунтовништво и желба да се ослободат од неговиот авторитет. Инаку ќе забележите исто така дека во овој псалм авторот како со подсмев да ги опишува луѓето и нивните мисли кога ги споредува со Господ и неговото царување и авторитет. И тоа е навистина така. Ако размислите колку сме мали ние луѓето во споредба со големината на вселената во која живееме, не е ни чудо што овој псалм е напишан на тој начин. Се разбира, тоа не значи дека ние луѓето сме безвредни, баш напротив, со оглед на тоа што сме создадени според Божиот лик, нашата вредност е навистина голема. Дел од нашата природа е и слободната волја која Бог ни ја дал. И токму поради слободната волја, човекот може да избере дали ќе му се потчини на Бог или пак ќе му се спротивстави. Во првиот псалм читавме за човекот кој му се потчинува на Бог. А сега ќе видиме како размислуваат оние кои се бунтуваат против него. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Во првиот стих кадарот е насочен кон земјата и мислите во срцата на луѓето. Забележете што се вели. Зошто се бунат народите и племињата смислуваат лоши работи? Преку првиот стих ни е опишана сцена во која народите од светот се собираат со една главна цел. Авторот вели дека смислуваат лоши работи, а во следниот стих ни објаснува за што станува збор. Оригиналниот еврејски збор не значи лоши, туку празни. Кога луѓето се собираат заедно, а тоа не го прават под Божиот авторитет, тие се осудуваат себе си на смислување празни и безвредни нешта. Стих 2.
се креваат царевите земски и кнезовите се собираат заедно против Господ и неговиот помазаник. Од духовна гледна точка, народите во светот имаат барем едно нешто заедничко, а тоа е нивниот протест и бунтовништво против Бога. Царевите, политичарите, водачите, па дури и обичниот народ, поголемиот дел од луѓето во светот се противат на Бога. Жалната реалност е тоа што има и некои луѓе кои се поставени на високи позиции во црквата, а сепак и тие се противат на Господ и неговиот помазаник. Сакам да го објаснам значењето на зборовите неговиот помазаник, бидејќи е од исклучителна важност за разбирањето на текстот. Зборот помазаник на еврејски е Месија, а на грчки е Христос. Тоа значи дека народите се противат на Бог Таткото, но и на неговиот син Господ Исус Христос. Може би некој ќе праша, кога започна овој протест против Бог и неговиот син? Одговорот е, уште од самиот почеток на светот, кога народите почнаа да живеат спротивно на Божиот збор. Но, мислам дека одговорот на ова прашање ќе не однесе и во новозаветните евангелија. Таму читаме дека првично еврејскиот народ се побуни против Божиот помазаник. А и во книгата на Дела апостолски читаме како апостолите го цитираа овој стих како објаснување на околностите со кои се соочи првата црква. Во Дела глава 4, стих 25 и 26 се вели: И кој преку Светиот Дух со устата на нашиот татко Давид, својот слуга, си рекол: Зошто беснеат народите и луѓето намислуваат празни работи? Се дигнаат царевите земни и кнезовите се собраа заедно против Господ и против неговиот помазаник. Потоа во Дела, глава 4 стих 27, апостолите продолжуваат и во молитва ги изговараат следните зборови. И на вистина се здружија во тој град Ирод и Понтиј Пилат заедно со незнабожците и со народот израелски против твојот свет син Исус, кого си го помазал ти. Очигледно е дека целосното и вистинско исполнување на овој дел од псалмот се случи кога Господ Исус беше на оваа земја и луѓето се побунија против него. Водачите, како политичките, така и религиозните, се здружија против Бог и неговиот помазаник. Некој можеби ќе рече, не ми се верува дека ова е вистина. Не сметам дека светот е против Христос. Насекаде околу нас гледаме крстови, цркви, а и луѓето редовно ги слават празниците Божик и Великден. Дозволете ми да ви дадам една хронологија. Во времето на Понтиј Пилат, религиозните водачи со еврејско потекло и политичките водачи поставени од Рим за прв пат сложно се здружија за една цел, а тоа е да го погубат Христос. Со тоа започна движење кое беше како топка снег која се тркала низ планина, а на крајот ќе предизвика цела лавина. Таа лавина ќе ја достигне својата кулминација при крајните времиња, кога народите ќе се дигнат за борба против Христос и неговата црква. Знаете ли што ми е интересно во целата оваа ситуација? Фактот што од доаѓањето на Господ Исус, па се до денес, светот си измисли своја верзија од тоа кој е Господ Исус. Таквата верзија на Исус е позната како либералниот Исус, односно станува збор за замислен лик кој ги поддржува сите верувања и вредности на либералите и левичарите. Таквиот Исус никогаш не постоел во реалност, но постои во умовите на некои луѓе. Таквиот Исус е некој кој ги прифаќа сите луѓе и воопшто не се противи на нивните гревови. Тој одобрува се што луѓето прават, ја проповеда само Божјата љубов, а никако и Божјата светост и суд. Светот нема ништо против таквата идеја за Исус, но и тоа како се противи на Господ Исус онаков каков што е опишан во Светото писмо. Либералниот Исус е прифатен со раширени раце, а вистинскиот е отфрлен. Луѓето од светот не го сакаат Господ Исус, а тоа покрај другото подразбира дека не го сакаат и неговиот авторитет. Стих 3. Да ги раскинеме веригите нивни и да го отфрлиме од себе јаремот нивни.
Бог им дал на луѓето одредени морални правила и стандарди кои очекува да ги почитуваат. Еден од нив е бракот. Бог на човекот му го даде бракот како благослов, а денес луѓето се обидуваат да го избегнат тој благослов. Брачната заедница не беше дадена за штета на луѓето, туку за нивно добро, како за доброто на мажот, така за доброто и на жената. Но денес се повеќе луѓе сметаат дека бракот е робство и прават се што можат да го избегнат. Или пак, ако веќе се во брак, се обидуваат да се разведат поради банални причини. Бог му ги даде на човекот и 10 заповеди, а луѓето денес се помалку ги почитуваат тие заповеди. Преку тој стандард, Божјата намера беше да го заштити човекот, неговиот живот, имот, семејство и слично. Самото тоа што денес луѓето не ги сметаат тие духовни принципи за важни, ни кажува дека народите се бунтуваат против Бог и неговиот помазаник. Што мислите? Каква ќе биде Божјата реакција на сето ова? Сега, за момент кадарот веќе не е насочен кон земјата и луѓето и е вперен кон небесата, односно кон Бог. Забележете што тој прави. Стих 4. Оној кој живее на небесата им се смее, Господ им се подбива. Необичен стих, зарем не? Псалмистот вели дека Господ им се подбива на оние кои му се противат. Ова е подбивање од страна на некој кој знае дека победата е негова. Замислете ги луѓето, толку мали, а сепак се противат на Бог и сакаат да го отфрлат неговиот јарем. А Бог само ги гледа, им се смее, бидејќи знае дека во таа игра која одлучиле да ја играат луѓето, на крајот самите тие ќе изгубат. Денес има многу луѓе кои се нарекуваат атеисти и со погрдни зборови зборуваат против Господ. Некогаш се шегуваат со невкусни шали, го нарекуваат Господ со погрдни имиња и слично. Таквите мислат дека се многу паметни и мудри и во своите очи се големи победници. Но на таквите Бог им се подбива, бидејќи не може човек да се подигне против Создателот и да победи. Во стихот кој предмалку го прочитавме, видовме дека Бог им се подсмева на оние кои му се противат. Сега ќе го прочитаме 6 стих и ќе дознаеме што им вели Бог на таквите. Јас си поставив свој цар на Сион, на мојата света гора. За кој цар зборува Бог во овој стих? За неговиот син, неговиот помазаник, Господ Исус Христос. Сега кадарот е вперен кон него. Стих 7. Ке ја објавам одлуката Господова. Тој ми рече, ти си син мој, јас денес те родив. Господ Исус не само што дојде да ја објави волјата на таткото со збор, но го стори тоа и со дело. Некои луѓе велат дека овие стихови се добар доказ дека Господ Исус е создание и дека тој е создаден и се роди како сите други луѓе. Но тој не е представен на таков начин во Божиот збор. Низ целиот Нов Завет јасно ни е кажано дека Исус Христос не беше само обичен човек, туку Богочовек, односно Бог кој се отелотвори и дојде на оваа земја. Во една од претходните епизоди спомнав дека книгата Псалми често се цитира во Новиот Завет. И токму овој дел од Псалмот е еден од оние текстови кои ги наоѓаме и во Новиот Завет. Во Дела, глава 13, стихови 32 и 33, апостолот Павле кажува проповед во која вели: И ние сега ви благовестуваме дека ветувањето, дадено на нашите татковци, Бог го исполни на нас, чедата нивни, откако го воскресна Исус. Како што е во вториот псалм напишано: Син мој си ти, денес те родив јас. Каде Бог го роди својот син? Во Витлеем? Не, туку тоа се однесува на Христовото воскресение, кое се случи во гробот на Јосиф од Ариматеја. Овој стих не ни вели дека Христос има почеток, туку се однесува на моментот кога тој ја победи смртта. Стих 8. И побарај од мене, и ќе ти ги дадам народите во твое наследство, и краиштата на земјата во твое владење. Овој стих
не е мисионерски по својата природа. Тука не се зборува за мисионерската работа на која е повикана црквата, односно за проповедањето на Евангелието на сите народи во светот. Главната тема на овој стих не е спасението, но судот. Како го знам тоа? Стих 9. Ти ќе ги пасеш со железен жезол, ќе ги разбиваш како грнчарски сад. Ова се однесува на второто Христово доаѓање на земјата, кога ќе го задуши бунтот кој народите го креваат против Бога. На некои луѓе не им се допаѓа оваа идеја, но според глава 9 од книгата Откровение, Исус ќе дојде да војува. Некој можеби ќе рече, зарем Христос не е принц на мирот? Да, тој е принц на мирот, но исто така е и свет Господ кој ќе го казни гревот. Првиот пат дојде за да го спаси светот, а вториот пат ќе дојде за да им суди на оние кои го отфрлиле неговото спасение. Нема ништо лошо или нефер во тоа некој да воспостави и изврши праведен суд. Забележете што вели Бог во стих 10. И сега, цареви, вразумете се, поучете се, судии земни. Низ целото свето писмо, особено во Стариот Завет, гледаме како Бог ги опоменува царевите и земните водачи да се опаметат и да се свртат кон него. Пример за тоа е ситуацијата со фараонот во времето на Јосиф, или пак кога Навуходоносор владееше со Вавилон во времето на Даниел. Низ вековите, Бог постојано ги опоменува владетелите и ги повикува кон себе. Која е неговата порака? Стих 12. Почитувајте го синот, та да не се разгневи и на патот свој да не погинете, зашто неговиот гнев брзо ќе се разгори. Блажени се сите кои кај него прибегнуваат. Доктор Џорџ Гил за време на неговите предавања рече: овие и други вакви слични стихови се всушност начин на кој Бог им вели на луѓето: поверувајте во мојот син, мојот помазаник, и ќе бидете спасени. Тоа е пораката која секој треба да ја чуе. Оваа порака е многу едноставна и лесна да се разбере. Од нас луѓето се бара да го почитуваме Божиот син. Не само тоа, туку Бог ветува благослов за оние кои кај него прибегнуваат. Нема благослов за оние кои прибегнуваат кон пороци, кон грев и беззаконие. Таквите ќе се соочат со неговиот гнев. Светото писмо не повикува да поверуваме во Христос и да му бидеме послушни, без разлика кои сте, каде живеете, во која доба од животот се наоѓате. Секој од вас може и е добро да поверува во Господ Исус Христос и да почне да го следи. Тој може да биде ваш спасител или ваш судија, но не може да биде и двете истовремено. Уште денес можете да поверувате во него и да го добиете вечниот живот. Благословени се оние кои со вера прибегнуваат кај него. Благословени се оние кои се бедни по дух, кои знаат дека се грешни и им е потребна милоста на Божиот син. Ова е навистина неверојатен псалм и во некои аспекти се однесува на второто Христово доаѓање, но и е поврзан со неговото воскресение кое се случи пред речиси 2000 години. Денес тој е седнат од десната страна на небесниот татко, а еден ден ќе дојде целосно да го воспостави своето царство. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.tw
www.r.org.